Прилично илустративен пример како мафијата во некои служби инсталирана може да растури цело семејство. Додека постоеше хистеријата која што беше промовирана и траеше цело време за тоа дека јас не знам што правам во Њујорк, дојде промена на власта на 15 септември, тој е познат, многу прочуен и славен датум во Македонија, дојде СДСМ повторно на власт. Во текот на нивните пресметки за внатре партиско позицирање, тие извршија физички напад на вршителот на должноста за директор на царина. И тогаш брат ми беше киднапиран од Куманово во 5 сат Сабајле од полиција, без да биде покажан налог. Беше изнесен од Куманово, што е спротивно на регулативите на полицијата, бидејќи жителот се приведува во сопствената општина. Моите не можеа 24 часа да го најдат каде е, со адвокатите. Во меѓувреме беше испрашуван за политичка позадина на одредени работи. После 24 часа е пуштен, случајот не е заведен во полиција, не е покренато никакво обвинение, значи можам само да заклучам дека е користен за политичка пресметка и за добавување или конструирање на материјали што им требаат за внатрепартиската пресметка во СДСМ, но и за расчистување на она што им е проблематично како позиција што е инсталирано од претходната влада. Во исто време, додека моите не можеа да го најдат брат ми каде е лоциран, се појавуваат насловни страници во весниците. Значи, случајот не постои заведен во книгите на полиција како нивно делување, активизам, или евидентирано дека нешто се случило па продолжуваат со прекршочна или кривична постапка. Значи, случајот се брише, не постои, од него се земаат политички изјави што е забрането да се земе, затоа што слободата на политичко уверување мора да биде заштитена. Оној што е криминалец нека одговара, меѓутоа оној што е политички издружен го има правото да се здружува, тоа лежи во уставот. Во исто време новинарите објавуваат текст во кој што насловите немаат никаква врска со текстот, а во насловите секако се наоѓам јас како проблематичниот кој што треба да се даде на отстрел. И добро, не е битно, јас сум се вратил назад, со задоволство и со голема одговорност се извршував таа позиција и никој со сила не може да биде на одредена позиција. Се заблагодарив на државата, на сите што има доверба во мене и сум подготвен секогаш да ги бранам интересите на Македонија. Проблемот е што реперкусиите се симнуваат на ниво на семејството.